Почитувани приятели, автомобилисти, економисти и тие што така ги сакам да ве поздравам и да ви посакам да овој храм, овој парк, денешно ден потрошиме во едновојство работа на дружина. А желба ми е да кога се отидете дома да не се кажете што сте денеска оде незивеле. Јас ќе се обидам на организаторот ме задолжи, пријатно ме задолжи да дадам поведен збор на денешниот настан. Се задржам на 4 темите: енергетика, економија и екологија. Тоа се како предуслови или бекграунд на појавата на електромобилите. Енергетиката затоа што полека ја отнемува, економијата затоа што станува се поскапа и екологијата затоа што џабе тие и пари ако немаш воздух за дишење. Значи, причината за појавата на електромобилот се состои во тие три науки. Енергетика. Енергијата по дефиниција е способност за вршење на работа. Таа способност на некој начин сите сакаме да ја искористиме за да си го улесниме животот и да си го покачиме стандард. Така да се повеќе енергијата не заменува нас и го улеснува животот, ако сакаме некаде да претрчиме, да отидеме на некоја дистанца, нема да одиме пешки со денови, со возило. Дистанците станаат толку кратки да ако некој се одело со месеци на некои растојанија, денеска можете во Берово да ручкувате, во Лондон да ручате, во Њујорк да вечерате. Се прашуваме сега од каде доаѓа енергијата. Се на земјата, па и сета енергија од сонцето. Односно како е она како сателит настанато од сонцето. Сонцето испорачува 15.000 пати повеќе енергија од секупните потреби на човештвото. Ова бројка ја кажувам од аспект на тоа да ја видиме нашата инфериорност и маленкост во поглед на достигнувањето на техниката и технологијата, за да можеме да ја експлоатираме енергијата, а се повеќе енергија немаме. Енергетскиот сектор е најголем загадувач, а тука транспортот троши до 1/3 од сета енергија во светот и исто така е голем загадувач. Економија. Живееме во ера на глобализација која значи лакомата трка за профит и се повеќе и повеќе ќе отвориме, а сето тоа ги искоштува ресурсите и понекад, но сигурно условите за живот ни се скратуваат на услови. Екологија морам да скратувам за тоа што се касниме. Земјата, водата и воздухот се основните предуслови за живот. Тоа уште Сократ, Платон, Аристотел го наброиме. И во тој поглед тие фактички објаснуваат факторите на животната средина заедно со флората и фауната. Значи, екологија, потекнува од зборот екос, што значи дом, наука за домувањето, значи проблемите кои ги имаме ние сега со факторите на животната средина, земјата, водата и воздухот ги проучува екологија. Електромобилот, за него нема да зборувам многу, затоа што има годишни презентации, презентации, а исто така во средата во Нова Македонија овде има неколку броја, има колука моја, електромобилот спаси за загадено Скопје и така можете неки работи се подсетите. Моделот на електромобилот, сакам да кажам, тоа ќе го кажат другите него класичните автомобили. Проблемот со класичните автомобили е што има многу низок степен на корисност. Од сите, од 100 единици енергетски вложени во класичното возило, само 12,5 одат на диференцијалот да не возат. Од тие причини идејата доаѓа на класичните на електричните автомобили, а во поглед со нивната енергетски и еколошка ефикасност, класичните електромобилите можеме коматно да ги споредиме у паралела со LED светилки. Во споредба со волфрамовите светилки. Ако порано 100 ватна волфрамова сијалица, сега се заменува со 4-5 ватна LED светилка,
Ovde je komotno potpuno istotno u pogled na energetske efikasnost i u pogled na ekološke efikasnost. Nula emisija. Ovde ima kontraverzije, ovde bi se desilo nekade da neko i kontrolira, međutim i ja da možda to naprava, zato što elektromobil je nula emisija na mesto da ga koristimo. Ako strujate dobijena od termocentrala bidula, to znači дека на нашето електрично возило успутно да продолжат да стават загадува. Но, локално загадувате, како што е случајот со Скопје, кој има 260 дена во годината, поголемо загадување со десетки пати над дозволеното, спасот за Скопје е само тоа. И јас имам многу пута се бавам, може да зборувам, кога некаде најдобро да завршиме, Македонија и електромобилите. Ние сме сиромашна земја и еколошките проблеми и енергетските проблеми се привилегија право и обврска на богати, за да отидат со покор и покаяние кај планетата Земја и да им вратат дело тоа што им прави. Благодарам. Имам можност да ви презентирам дел тоа што го имаме направено јас и мојата екипа од фирмата Анима Белскоп. Јас сум собственик на таа фирма и ние се занимаваме со многу исклучително електровозни во приватен бизнес. Ето, тие желбата да правиме конверзирани автомобили, односно на луѓето да понудиме опција самите да направат електромобили, електровелосипеди, а понатаму електромобили, електрочанци, се што е во врска со електромобили. Имам доста сублимирано во себе со последните години искуство и имам доста прочитано поминато безброј часови на интернет во врска со електромобилите. Кратам прво очекуи на првиот хибрид Prius уште пред многу години и сумнував еден ден да си купам таков автомобил. Купив, успеав, се работи и минатата година го купив првиот SUV хибрид Mitsubishi Outlander PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Не знаејќи дека само малку после тоа ќе го направам мојот прв електромобил. Но, поред, сега имам и таков и таков, не е наодно. Се навика за работа, за уживање, за моите колеги да го возат низ Скопје, мислам на електромобила. Предноста на оној хибриден е тоа што со него можам да патувам на подолги релации, посетувам често пати заедни со автомобилот, не е никаков проблем, а во Скопје е вистинско желание се вози електромобил. Ќе ви кажам, чувството е фантастично. Кога? Значи, со електромобилот може само многу работи да добиете, една работа само ќе изгубите, да знаете. Од искуство да кажам. Значи, не да тука да кажам некои технички детали, можам на ваши прашања да одговорам, не е никаков проблем, но ќе ви кажам за некои работи што не може да ги прочитате во баш секаде, не се баш така достапни. И може да со електромобилот ќе добиете, реков, повеќе работи, а ќе изгубите само едно, агресивното возење. Значи, јас порано возев многу брзо, сега, откако го имам електромобилот, возам секогаш гледам кога, како да заштедам, да наполнам батеријата, кога да прикочам, како. Значи, уживање. Кога стојам на семафор, ги слушам околу мене сите возила, во моето возило владее тишина. Кога возам, се слуша само ветерот, односно, во зависност од квалитетот на подлогата, се слуша дупките, нормално, или некој убав асфалт, да е тогаш само гумите како да се тркава. Веруете, јас сум спремен да помогнам на секој од вас, присутен и други што не се во моментов, да со совети и со она практика што имаме во сега во конверзијата, да помогнеме да си направите собствено возило. Тоа ќе биде многу едноставно. Например, само ви треба време, желба и малку пари. Ви требаат малку пари. Сега, тоа малку пари зависи од една работа. На што ќе се одлучите како да имате како агрегат, мислам, какви батерии? Ја размислам долго време што да направам.
со батериите, како да купам литиум-ионски батерии, со кои ќе можам многу километри да поминам, но ќе платам многу пари. Да купам оловни батерии, крајноста беше оловни батерии, обични, оние што ги имаме во продавница тука достапни, со кои ќе добиам тежина на возилото, а ќе немам повеќе од 20 км автономија. И решив да направам испитување на пазар. Кои батерии најчесто се користат во конверзирање автомобили? Тоа се литиум железофосфатните батерии. Купив такви. Батериите се исклучително скапи. Тешки се 104 кг. Тоа е исклучително скапи. Ајде, околу 5000 евра батерии. За батериите поскапо од колата. Значи, колата е 2 пати поевтина од половна колата. Или може 3 пати поевтина да најдете добра кола за конверзија, а батериите се скапи. Зошто не купив појаки батерии? Ако купив појаки батерии, ќе може 100 км, ама мене не ми треба 100 км. Мене ми се или 150 или 200, зависи како ќе додавате по 5000 евра, добро, не е баш по 5000 евра е првиот пакет, 8000 е вториот, 12 нешто евра е третиот пакет и се повеќе ќе можете да додавате по 50 км, 50 км, 50 км. Решив подобро секој вечер да го полнам автомобилот, навечер си го вклучувам кога ќе дојдам. Го вклучувам на обичен штекер како што имате дома сите, 15 ампера, 16 ампера, колку се, и за 5,5 часа мене ми автомобил полн. Тоа значи дека не е проблем и да остане, автоматски се исклучува полночат и како мобилниот кој ќе го ставиме преку ноќ да се полни, да го се наполни, задале ќе го исклучиме. Што се случува? Возите колку сакате во град, како сакате возите, не може да поминете во Скопје, бар од моето досегашно искуство, поети од 80 км, 50 беа двете батерии, и јас додадов одма да ви кажам уште 4 батерии гел, за да може 80 км, бидејќи возилото го користиме најчесто за потребите на мојата фирма. Моите комерцијалисти одат на терен со такво возило. Тоа е прво бесплатна реклама, се движи возилото низ град, се чита дека е анима, помнка, дека е електромобил. Второ, немаме никакви трошоци за одржување, немаме менување на масло, филтри, секакви тие периодични и редовни сервиси, нема повеќе на возилото. Се што е за моторот, знате што со гројање, буквално се е извадено. И седиот пакет го продадовме на човек што беше многу благодарен. Многу благодарен, зашто поведе автомобилот во каква тоа состојба и се си зема. Ние градивме електромотор од 10 кВт часа, тој има снага 10 кВт, електромотор одговара на 40-44 кВт стандарден мотор, со внатрешно соборување. Можевме да бираме, сакавме 20 кВт, ама тогаш немаше потреба, на вистина се прави компромис, што е најдобро за цена. Нема потреба 20 кВт да биде, ако ставате во Матис, како што ние одбравме возило за конверзија Матис. Зошто Матис? Лесно градско возило, ефтино може да се набави. Потоа, моторот, електромоторот има, тоа е важно, брзина се подесува, вртежите се од 2000 до 6000. Тоа е интересно. Програмирање. Брашлес, значи нема четички, моторот е из производство на најпознатата кинеска фирма Golden Motor, која е во моментов најголемиот произведувач на електромотори во светот, не само затоа што од Кина, него успешно работи во Америка. И тоа беше изборот мој. Пратив писмо со намери, купив се што е потребно за да се стане еден официјален дистрибутер и може да сакате goldenmotor.com, ќе видите за Македонија, нашето знаме Македонија, фирмата и кој е контакт. Успеав да направам нешто што никој претходно не го направи. Секоја чест на колегите од ПИЗа, они направија собствена кола, со собствени, доста до голем дел, но ние не сме, ние не го размислуваме на тој начин, ние сакаме да земеме оно што е во моментот на пазарот најпогодно, не само како квалитет, туку и по цена. Требаше да се бара и цена да биде добра, за да цената мора да ги задоволува потребите, можностите, поточно можностите на нашите граѓани. На интернет може да најдете многу видеа, на YouTube има за Golden Motor, со сати да гледате и видите. И друго нешто интересно за моторот е тоа што е само 17 кг тежок. Замислете,
намалувате тежината на возилото. Додавате батерии и купно тежината е пак исто како претходната. Значи мора да биде плюс-минус неколку таму, не знам точно колку беше, но луѓето што се занимава со хомологацијата знаат точно. Значи ние не направивме ништо, ја олесливме колата, ама ставивме батерии. Моторот исто интересно за него да се каже дека може да работи 30, значи не моторица, тоа е поврзано со батериите. 30 минути, ако држам максимум на педалата до крај, можем да возам 30 минути. 90 км брзината максимална, па можете сами да пресметате со само две батерии колку може да се промени. Но се ви кажам од лично искуство, со додавање на гел батериите кои ги купивме на нашиот пазар и кои не се ефтини, ама па се доста поевтини од ова знаките, поминуваме се 80 км. Во целата приказка да се заврши, битно е да се има контролер. Ние имаме многу добар контролер, кој работи на 6 ампера час, до 6 ампера час, 48 волти е 6 ампера час. Моторот не кажа дека 48 волти 100 ампера час. Тоа е битен податок, да знаете, сигурно што им треба таква информација, која е мотор. И како компонента може да кажам нешто што сум посебно горд, ако нема во ниту еден електромобил во Македонија и во светот, а тоа е оригинален софтвер кој го направи Ноцин, член на нашата фирма, тој е дипломиран програмер, направи прекрасен софтвер кој ми кажува на многу убав графички начин. Може секој кој сака после тоа на располагање да го пуштам, да го видим софтверот во автомобилот кој е паркиран доле на платото. Значи, покажува ампеража, волтажа, прсина, моментална, уште колку километри имам графички приказ, имаш опции, тој GPS, тој деки таблетот има GPS, па кај се наоѓа, кој към GPS не ми треба. Градска автомобил, поред Скопје кај го возиме, да го трне на GPS, за да добиеме што поголема и по-едноставна анимација, приказ на екран. Тоа сум посебно горд, затоа што и тоа е нешто што е голем труд и е наше дело. Ека, тоа е мал поврзување со контролерот, има опција да се програмира, што има опција излез врез таблетот се поврзува и во навреме во Android оперативни систем. Така што тука сум многу среќен и горд, морам да потенцирам. Што треба да кажам? Ние понудивме на нашиот сајт, кој ќе го посети aenima.com.mk, ќе види дека имаме повеќе бизнеси, но прв е електромобилноста. Ќе ви кажам, малку сум разочаран. Една година, еве како возам автомобил, и малку сум разочаран од интересот. Значи, интересот кај луѓето во Македонија, јас можам да ги разберам, но е многу малку. Дали за тоа што за електромобил. Сите викаат, супер, еј, многу, колку троши правото, колку чини 100 км, ама колку пари? 10.000 евра еден автомобил. Да се направи таков како нашата е 10.000 евра. Добро вика, ја за 10.000 евра ќе купам нафта и автомобил ќе сутебам цел живот ќе возам. Ја ги разберам луѓето, така, точно така е. Се до момент додека оние што ги гласаме на изборите и кои взимаат плата од нашите данъци што ги плаќаме како приватни фирми, не размислат и не додат иста бранова должина со оние малку ентузијасти во Македонија, меѓу кои јас така сигурно, дека треба да се направи. Македонија има шанса и тие може да го искористат своето присуство во политиката, да кажат, ете, во наше време ние тоа и тоа го направивме. Па нека остане еден позитивен спомен, сигурно тоа ќе најде на големо одобрување кај сите нас, дека има голем простор да се направат подобри велосипедски патики, да возиме велосипеди на струја и обични. Јас си возам, уживам во мојот електровелосипед. Зошто? Облечен вака како што сум сега, дојдов од Рачево, тука, за 20 минути, без да брзам.
Значи, тоа ми е подбрзо си иде отколку со кола. 25 поточно да ви кажам, затоа што јас малку се требаше да тртам од околу. И да ви кажам, ниту капка пот. А после, кога си одам на кај дома, никој не ми брани да си возам. Ем ке возам, ем ке се полна батеријата. Иако сега поставите соларен колектор, може да видите доле, имаме мал соларен колектор кој се полни батеријата додека сме ние тука, додека си разговараме. Значи, не само што не закатувам, не само што не трошам, него и уживам во секој изминат километар. Не можам да го опишам тоа споредство, наистина. Нема зборови на македонски јазик, не знам друг јазик кој може да ги опише нереко дека водиш бесплатно и не закрадваш никого, не му пречиш никого, тишина. Само има тоа тишина, морам да кажам дека е опасна. Таа тишина е опасна. Еве, ние со Матизот имаме проблем, затоа што немаме вградено симулатор на мотор, работа, како Mitsubishi што има. Еме нема Mitsubishi то симулатор за дека работи некој мотор. За пешаците да знаат дека некоја кола иде. Нормално, тој се исклучува по ефтен, сакате тишина, никој да не знае комшитката или комшиите кога сте се вратиле дома. Тоа може да се случи, тоа нема да се случи. Но опасна е тишината, но сепак предностите се многу поголеми отколку тие работи што се лоши. Тишината е малку еден мал недостаток. Ќе се навратам уште едно, ќе завршам, не сакам да ве должам многу. Од тука праќам порака до сите што има ингеренции или на некој начин може да помогне на сите оние што се како луѓето од електромобилност, како што се спомњаа, како што е колегата Игор, Оркизи и други што имат направено возила и возат електромобили, порачувам да се направи, да се здружиме и да направиме малку повеќе, да притискаме, да бидеме поактивни, затоа што многу каскаме за тоа. Од тој поглед ние сме многу назад. Во Хрватска, сигурно знаете, и Словенија, тие се лидери на Балканот во поглед на електромобилноста и субвенциите кои ги добива сите оние што сакаат да возат хибриди или електромобили. Ние тука не само што треба скапо да плаќаме за, значи, немаме никаква помош, да не излошам, немаме никаква помош и тоа е онаа причина што влие на свеста кај луѓето дека подобро е да купат стар автомобил од автоплац, да стават да купат дизел или бензин за тие пари што ќе ги дадат за електромобил. Се додека нема никакви субвенции, ќе размислува така. Но кога ќе имаме субвенции, кога ќе имаме бесплатна регистрација, бесплатни паркинзи, бесплатна патарина, значи слободен од патарина, кога ќе имаме некакви привилегии со кои јас ќе бидам во предност пред ќе се одлучам побрзо да го возам електромобилот отколку стандардниот автомобил, не отидемам, имам и стандарден автомобил. Мора да има човек, си почнал со тако, сега другите ги надградувам. Се до тој момент дека немаме таква помош, луѓето ќе размислуваат како што размислуваат. И нема интерес, и ја разбирам дека стандардот е низок, Македонија има низок стандард, но треба свеста да подигнеме и од тие што одлучуваат и што може да одлучат, можат малку повеќе да бидат активни и се надевам дека ова е една иницијатива која ако премине почесто да се одржува и почесто да ги собира луѓето, мислам дека ќе се постигне целта што имаме сите. Ако има некој прашање, би ете, ја толку. Ако сака некој конкретно прашање, нема проблем. Дискусија ги да правда. Слобода му стигне се во твој? Нема проблем.
нас е, што електрониката е во наше производство, наш изум да речем. Користиме батерии кои се од пазарот, од нашиот автомобилски пазар. Батерии за електромотор исто кои може да се најде на нашиот пазар, че комплетно е на производ. Главна цел ми беше да создадеме електрично возило, кое ќе ни задоволи нашите ежедневни потреби. Значи, минуваме со него околу 40 км по урбана средина до 50 км, или ако вадиме зелен бранд или нема многу дужо. Концептот на возилото е за двајца, значи е млад брачен пар кои дневни потреби до работа и назад, да испазари по маркет и навечер да се иде на кафе и дневни прошки. Не правихме возило кое би било за одмори, за 5 луѓе со багажник, значи конкретно градско возило кое ги задоволува дневните потреби. Возилото беше по случајен избор. Електрониката е производ од Савкомет, кој има долгогодишно искуство во електрониката. Воедно искористивме и нашата фирма, сите инструменти и колегите наши ни помогна. Изработката на возилото траеше неколку месеци, колектирањето на сите потребни материјали и создавањето на електрониката беше година. Идејата е едно Сташо, мојот татко, он со години гледа да биде во текст со светските стандарди и новости што се случува во електрониката. Меѓу првите бевме со GPS уредително контролиране за пратење на возило, меѓу првите бевме со главните системи за топла вода до нашите домови и први направивме електрично возило, значи создадовме со наша електроника и производи кои може да се најдат во нашиот пазар. Немам доволно време, може да погледнете после слики, ако сакате концептот како се правеше. Главна цел ни е да преработуваме електрични возила, односно секој ваше возило со бензински или дизел мотор да го конвертираме во електрично. Со тоа што се исфрлаат сите оние загадувачи од возилото, резервоарот за горивото, ладилникот кој има течност во него, моторот кој сите негови гасови, значи дизелниот систем, аутпутот се заменуваат со електромоторот, батериите и електрониката потребна за работа на моторот. Додека тежината на возилото тоа е иста, со тоа што изборот на батерии и најголемиот фактор за тежината. Изборот на батерии е исто така и најскапиот дел во целото електрично возило. Конкретно кај нас идевме со делови кои би биле најефтини и кои може да се најдат на нашиот пазар. Значи, нашето возило беше експеримент и како експеримент не гледавме да уложиме многу, односно да се искористи што може помалку инвестиција во него, за да видиме што ќе добиеме. Конкретно нашето возило не кошта 2000 евра, севкупно
Значи, електрониката е оптимизирана в основната ядра, батериите са рекал избор на купувача и зависно от електромотора, относно колко се прави преснути, има позивата, колко е тежко, кои ли са потребите, се избира адекватен електромотор и приема този електромотор гледаме колко батерии не са потребни и коя капацитет. Електромоторите има такива на електромотори на голям брой избор и не се никакъв проблем по електричните возила. Най-големият проблем с батериите, които все още са скъпи и са доста химически нестабилни. Конкретно в нашето возило потребихме батерии с гел, кои няма сулфатна киселина, няма изпаруване и след самото возило звучи болко история така, що возим. Също е на възможността гледахме да ги запази европейските стандарти и гледахме концепции на возила от Европа и от света и за това много лесно и поминахме на нашия технически преглед с мали измени и корекции в замерки, които ни бяха дадени. Коригирахме и нямаше никакъв проблем за регистрация. Возилото си е регистрирано на електровозило, има 5 кВт електромотор и задоволява дневните потреби за един брачен пач, в Харватия. Това е това. Ако има желба и всяка да конвертира возило, може да бъде по нашите товари, на нашите дирекция и да му конвертирате с него и дадено Thanks a lot, Kirill, and nice to talk to you, and it's nice to be part of this event. It's a pleasure. And yeah, I hope that I will give you some informative information about e-mobility and mobile applications in e-mobility, as we are engaged in this topic for a couple of years now and are still further improve our engagement. So maybe we go to the second slide. Greenland Energy, our company, we founded the company in 2011 as a kind of spin-off of a research institute. We work together in Munich in the topics of e-mobility, renewables, grid interactions and so on. And the idea for the own company emerged. We are based in southern Germany and we are currently establishing a subsidiary in San Jose in Costa Rica because energy efficient topics are quite important in Latin America, and we are trying to give kind of information and knowledge transfer. Greenland Energy, our company, is mainly a kind of development and consulting SME, but also a kind of think tank in the fields of sustainable and electric mobility. We are also focused on renewables and clean tech in general. And the main topic is ICT development. So we develop applications and solutions for users to get to know about their potentials for green technologies and for adopting green technologies, and finally for improving their lives and the lives of everyone around them. Our credo is that we want to accelerate the inevitable, which means that we really want to provide knowledge, information and services for helping to adopt green technologies. So the next slides. For mobile applications in e-mobility and also
also in other areas as well, there are mainly two aspects very important, because they make it attractive for using mobile applications in some of the fields. The first reason is described in the next slide. Smartphone penetration itself. As you can see, there are some examples of some European countries where the smartphone share of the mobile phones is about 70% and higher. And on the left you see the growth rates, yearly growth rates for those countries. And you see that even though the numbers are quite high, the growth rates show that the numbers of smartphones are still merging and still increasing, and that in a couple of years 70% will be low for the countries. I think the numbers will go to 80 or 90% maybe, which is great, because a high penetration and an increasing number of smartphones means that there are a lot of possibilities based on this technology. Another aspect is also that the operating platforms Android and iOS make about 9% of the shares of the market. So if you want to reach a high number of users, you could use Android and also iOS for reaching really high penetration and for reaching a good market for your tools. The second reason is shown in the next slide. New possibilities are provided by smartphones, because users, in most of the cases, users normally use their smartphones or have them in reach 24/7, so use it all the time, all day and all night long. And smartphones are really sophisticated, high-tech devices. They have a lot of sensors, a lot of possibilities for using, for example, GPS signals, for interfaces, for having external devices, also applicated and so on. So it's really high tech and high sophisticated way for getting in touch with the users, for getting data, for data acquisition and so on. The next point is that smartphones in most of the cases are online all the time. So it's a good way for getting in touch with users, for providing information in real time, but also for getting information in real time from the users. So it's a good way for communicating, for having a real-time communication. And another quite important aspect is that the whole distribution of apps and the whole usage of apps is the users are quite familiar with. So the way for distributing apps via Google Play Store, for example, or Apple's App Store, the users are familiar with it. They use it all the time, and yeah, it's a good way for having a low cost and high quality data provision. On the next slide, you can see the importance or the necessity or the attractivity for using mobile phones in the field of e-mobility, because e-mobility mainly faces new challenges but also new opportunities at the same time. Those can be categorized in, for example, massive feed of information for the users up front before they choose to go electric. They really have to dig deeper in this topic to get well-founded information basis for really good, for taking good decision about this technology, for getting to know about the potentials, for getting to know about whether electric mobility is really a good fit for them, whether there maybe are savings in terms of costs, emissions, and so on. The next aspect is also a really important one, the charging aspect, because the infrastructure is evolving gradually, so it's not like gas stations which are mostly at all
all around corners in the city and so on. So you have, you know the positions, the locations, and they are mostly not far away from you. But charging location, charging infrastructure locations are not that familiar. Also, how to use the chargers, which plugs are available or necessary. So there's a lot of information provision needed for the users and for really applying electric mobility. And also new services like that are provided by the users, like preconditioning of the cars, like monitoring of energy consumption, like smart charging aspects and so on, are quite important for mobile applications of the e-mobility field. In the next 3 slides, I will dig a bit deeper into this topic. First example, as I mentioned, is information provision. There you can see 3 main topics. Information in general, so information about the products, the electric cars. On the left, cost and emission aspects are quite important. And the third aspect is the suitability of the cars, so whether they fit to the individual needs or not. And there are some kind of some examples about current apps. It's really a low number of apps because there is a broad bandwidth of apps available out there. So it's just those are just some examples, like the Renault Zoe app, which really provides just information about the car, like a fancy design about car library and information about the car, about costs and so on. So it's placed at an information spot. And there are other apps like electric versus fuel, which enable users to compare the costs upfront for choosing an electric car ahead the current conventional car. On the right side, the all-electric app provides information about suitability as well as deep information about the cars and which cars are available. And the two in the middle cover all the aspects. IAB is the app we provide. Feel Electric is the app, is an app from Nissan, and it really provides information about cars, about suitability of cars by enabling the users to record their driving characteristics and figure out whether electric cars could be a good fit, and also about charging infrastructure necessity and so on, and costs and emission aspects are faced by those apps. In the next slides, the charging is mentioned. There are also 3 main topics. First one is plug location, to find suitable charging outlets, where they are placed, which plugs are available, and so on. The second one is the navigation to such locations that users get to know about best routes, more high efficient routes for their electric cars to reach the next charger. And the third one are services around charging aspects. So the services are, for example, payments, for example, reservation of the plugs, to see whether they are occupied at the moment and so on. And there are also some examples mentioned, like PlugFinder, which really just shows a map with current locations and so on. Recargo goes a bit deeper and tells also about nearby locations for using the time while charging in a most suitable way, like going to the next coffee shop and having a drink, or doing the shopping you have to do and so on. Plug surfing is quite a sophisticated app because it allows the payment process directly via the app. So you don't have to have different access cards for the plugs in your pocket, or different credit cards, or because there are
quite a lot of methods out there for doing the payments, for having the energy consumption counted and so on. And the eCars app is more or less a navigation app for planning routes to the charger, for planning routes, for example, for your holidays, for longer trips and so on. The next slide digs a bit deeper into the new services aspect. New services are mainly referred to car services themselves, like monitoring about the current situation of the charging level, of the battery level, and so on. Also, charge control is an important aspect, which is provided by some of the OEMs and external providers as well. And also, preconditioning of the car is a topic for minimizing the energy consumption while driving. If you have a well-conditioned car up front, it's really a good thing for the users to save energy. And as you can see, Tesla S, the Tesla S app faces all the aspects. It's kind of monitoring app for the Tesla. You can also control your charging processes. You can interrupt them. You can start them to different times of the day and so on. You also can precondition your car. BMW and Nissan, they provide an app for conditioning the car and also for monitoring current situation, energy levels and so on, as I said. Ford directs or heads to the charge control aspects, more or less, and Green Charge is just a charge control app for accessing different electric cars that are available on the market. So on the next slide, there are some trends. There are a lot of trends that are actually pursued at the moment, but two main trends can be figured out amongst those. The first one is really using smart charging aspects, or having smart charging aspects, using renewable energies in the most adequate way for electric cars, because this is already still connected with the ecological aspects of electric cars. If they really have to reduce emissions and so on, you really have to use renewables. In an ideal case, really directly from your own PV panels from the roof, for example. And so this is really an important aspect. Charge control, getting to know about EV consumption and renewable predictions and how to fit them together in the most usable way. Also, smart home integration, smart home aspects are quite important at the moment. And the second aspect, which is emerging more and more, are car sharing aspects and e-car sharing aspects. Because there is a strong movement away from owning a car to really just using the car, especially in bigger cities where users have problem to find parking space and so on. And they don't really use, or they don't really have the necessity for owning an electric car or a car in general. They just use the services that are provided by such providers. And aspects like reservation, booking, payment, getting to know about occupancy rate and tariffs and so on are aspects that are emerging, or that will emerge in the next couple of months and years as well. So in the next slides, I will go to our own app, IME, wherefore I was introduced or invited to speak to you today. In the next slide, you see the tool and our why, wherefore we want to provide a tool. As you can see, it's a combination of smartphone app and web application. And the main idea behind it is to
enabling a large public to really experience e-mobility up front before they buy the car, just to provide an adequate decision basis for the users, really to counteract current available or current existing psychological burdens, and really for providing individualized information, because there are a lot of information out there, but as we experience, those informations are mainly influenced in a quite positive or negative way, and it's different for the users to get adequate information for their own situation. So this is why we provide and why we developed this app. In the next slide, it's shown how it works. As I said, it's a combination of smartphone app and web application, and the smartphone app is mainly for maybe the first step. The users are enabled to record their daily driving characteristics, and based on the GPS profiles that are recorded, the app, or in the back end of the app, sophisticated simulation about energy consumption of current electric cars, about charging possibilities and so on, is done for showing the users which electric cars could be a good fit in terms of range aspects, in terms of costs and emissions and so on. And the app gives a first overview about the suitability of the cars, and in the web page there is a better overview provided for the users. It's provided in a more detailed and better designed way, as the users in general have more time when they are at home to have a look at the results and so on. Therefore, we choose to go this separate way. In the next slide, as I said, those are the main features of the app, the main idea behind it. It's a personal mobility analysis tool for showing the users what they really need in terms of daily routes, in terms of routes which could be critical for electric cars and so on. And it's a tool for indicating the PV or the electric car readiness for the users. As I said, it shows them about the suitability of the EVs in terms of range. It shows them about cost aspects, total cost of ownership, compared to conventional cars. So it's not just comparison of investment costs, but it also takes account energy costs, maintenance costs, over a long period, because there are a lot of usage profiles where electric cars, even though the investments are higher, could be cost efficient over a longer period. And CO2 saving aspects are an important aspect, and what we figure out is that we show users about the needs-based charging infrastructure for their needs. So we tell them whether maybe home charging would be enough, whether workplace charging would be necessary for them or an option, or where they would have to charge in public. And this is also an aspect where we want to help cities in the future to really detect hotspots for charging infrastructure, development and installation, for having a more cost-efficient approach, for helping them to find really suitable locations and so on. And this is also one of the aspects I would like to give you in the next slide in the outlook, because we are constantly further developing this tool and looking for possibilities for maybe integrating our tool in our services and so on. And here are some of the aspects we are heading to. As I said, the charging infrastructure optimization aspect is one of the topics we are working on at the moment. Also, we intend to provide users not just an e-mobility advisory platform, but also a whole mobility
advisory platform so that they really get to know about a variety of possibilities for improving the efficiency and sustainability of their mobility behavior, like using public transport in an adequate way, or using car sharing or e-bike sharing and so on. And as I mentioned, smart charging aspects is also important for us to show users how to use their own PV panels in a most suitable way, for example, or how to combine renewables and electric car charging processes in a most adequate way. So those are the aspects we are thinking about, working about at the moment, and where we also could think about possibilities for collaborations for realizing new projects and so on. So, in the next slide, thanks a lot for your patience. I hope the overview was interesting for you, and hopefully we could contribute to further contribute EV adoption and take this technology to the next level. Okay, thank you, Thomas. We appreciate what you have done, and thanks a lot. We'll be in contact, and take care. Добър ден на всички присъствени. Аз съм Милан Данилов, дипломиран електроинженер. Днес ще ви презентирам моята дипломска работа, koja je работена по предмета автономно при електрични возила, а е на тема енергетски избори по електрични хибридни електрични возила, работена под менторство на професор доктор Снежана Чундела. Дел от съдържината ще видим днес, както биде по-точно по архитектура на хибридни електрични возила. Сред типове на хибридни електрични возила, като са серийски паралелни и серийски паралелни, степена на хибридизация, енергетски баланси на возила с моторно подобруване и електричен мотор, неколко батерии на кратко, нещо отгоре кили, замая и на повед. Всички знаем, дека во днешно време електричните возила все още не са много навлезени в България, но всеки ден се води по насока на подобруване на дизайна на перформансите, за да може всеки повече да се купува, да се превува. Исто така се води во насока на големување на ефикасноста на горивото и секако најбитното намалување на щетните емисии во природата. Хибридно електрично возило е секое возило кое што е составено од два типа на горување, моторско натрешно согорување и електричен мотор. Двата главни видови на хибридни автомобили са серийски и паралелни. На следната слика може да видим трите типови на возила, како што е конвенционално хибрид и електрично со батерија. Конвенционалното возило е многу познато на сите, го гледаме секојдневно, составено од моторско натрешно согорување кое е напојувано од гориво. Хибрид кој има два типа на напојување, тоа е мотор генератор и моторско натрешно согорување, може да работи серийски, може да работи паралелно, во зависност од потребите, и електрично со батерија, чисто електрично што користи само електричен мотор и се напојува од батерија. Серийски хибридни електрични возила. Во серийските хибридни електрични возила главен тенденција преобразува че моторот натрешно согорување, кој преку генераторот генерира електрична енергија која може директно да го напојува електричниот мотор, или може делот да се складира и во батериите и во енергија. Не мора да значи дека се напојува само од генераторот, може и од генератор, може и од батерија, може да двете заедно во исто време. Паралелно хибридни електрични возила, во овие возила и моторот со натрешно согорување може да работи независно од електричниот мотор, и електричниот мотор може да работи независно од моторот со натрешно согорување. Двата мотори се врзани на погонската оска за да ги погонуваат тркалата. Серијски паралелни хибридни електрични возила. Ова е комбинација на серијско хибридно електрично возило и паралелно. Во овој случај во возило може да работи како серијско, како паралелно, доколку работи како серијско, моторот со натрешно согорување ќе го служи само за генерирање на
енергија која ќе биде складирана во батериите, понатаму користена за напојување на електричниот мотор, се упорава како паралелно моторот со натаму соборување ќе ги придвижува. Степен на хибридизација. Степенот на хибридизација во хибридните електрични возила главно зависи од моќноста на главниот електричен мотор. Да видиме прво како пример за целосен хибрид. Возило кој е целосен хибрид треба да има мотор кој има моќност од 50 до 75 кВт и да може самостојно да го моторот да може самостојно да го право возилото и да помине одредена дестинација за одредено време со одредена брзина, а при тоа да биде напојувано само од батерии. Микрохибридите, за разлика од целосните хибриди, имаат многу помал електричен мотор, моќноста е помала од 10 кВт. Во микрохибридите електричен мотор најчесто служи за тргнување или запирање на моторот од натрешно соборување. Имаме благ, лесен или делови хибрид. Делови хибриди се сите електрични електрични возила кои што имаат електричен мотор кој што се наоѓа во граници помеѓу од 10 кВт до 50 кВт и на крај како целосен хибрид или хибрид со приклучок е целосен хибрид што има можност да ги полни батериите преку приклучок, преку електричен приклучок. На нареден слайд е даден енергетски биланс на енергијата на возило со мотор со натрешно соборување при градско возење, каде што гледаме дека загубите во моторот со натрешно соборување се 76%, што се значително големи, плюс имаме дополнителни загуби во лев од 8%, така што на преносот се предава само 16% корисна енергија, која што други при преносот губиш за 3% и на крај се добива на погонската оска само 13% корисна енергија што може да се искористи за тркалање, почиње и за отпор на воздухот при движење на возилото. Следната слика е енергетски биланс на возило со мотор со натрешно соборување кога се движи на отворен пат. Во овој случај загубите во моторот со натрешно соборување се малку помали, поради тоа што се доставени загубите за кога возилото вози по лев. На преносот се предава нешто поголем процент на корисна енергија. Имаме дополнителни загуби во преносот 4%, каде што на крај на погонската оска се добива 19%, што е за процент малку поголем од истото возило се движи во градска средина. Овие 19% се распределени, 10% се трошат за отпор на возило, 7% се користат за тркалање и 2% за почиње. На следниот слайд е енергетскиот биланс на електрично возило при градско возење, каде што воочиво е дека електричниот мотор има многу помали загуби за разлика од моторот со натрешно соборување, каде што овие загуби само 10%, дури 90% имаме корисна енергија која е предадена на преносот, имаме дополнителни загуби 14% при пренос, но дури и 100% што е голем за загуби во преносот, на крај пак имаме 76% на погонската оска предадена корисна енергија, што е многу поголема за разлика од предадената енергија од моторот од натрешно соборување од претходните два примера. Овие исто се распределени 29% за отпор на воздух, 30% за тркалање и 11% за почиње. Ефикасност од изворот до тркалата прикажано е како од производство на електрична енергија до пренос како до електрично возило и на долната слика е од рафинерија до транспортот на бензинот или дизелот до полнење на горивото. Воочиво е дека електричното возило има поголем процент на искористување на енергијата, иако системот за производство на електрична енергија од термоцентрала има многу низок процент. За батерии, типична батерија се состои од две или повеќе електрохемиски хемии кои што се споени заедно. Батеријата, што сите знаеме дека конвертира хемиската енергија во електрична
Една батеrijska келија е направена од негативна електрода и позитивна електрода, која се појави преку електролит. Хемиската реакција меѓу овие електроди и електролитот генерира електрична енергија. На следното сликање е дадена литиумска батерија, една од најстарите батерии кои што се поменуваат во секое возило кој има мотор со внатрешно согорување, се поменува за стартување на моторот, но некогаш се користат и за напојување на електрични возила. Литиум-ионските батерии се по моментов најзастапени на пазарот, највеќе се користени не само за електрични возила, туку за сите преносни или мобилни уреди. Литиумот од сите други метали има највисок стандарден потенцијал електрохемиски еквивалент. Има највисок специфичен енергетски потенцијал во ват часи на сите други метали. Исто така е најлесен од сите метали, така што се ослободува од тежината од возилото. Ултракондензаторите се полнати се празнат многу брзо. Овие ултракондензатори се поводни за складирање на енергија што е генерирана при рекуперативно почиње, што е вратена енергијата назад во батериите. Имаат специфична моќност до 5000 Вт/кг, имаат многу голем работен век, но и ниска енергетска густина и поради тоа не може да бидат користени како самостојни извори за се напојуваат електричните возила. Горивните келии исто така почнуваат да се користат во електричните возила, многу се еколошки чисти, практично не загадуваат, немаат никакви штетни влијанија врз околината, се со многу висок потенцијал за ефикасна еколошки чиста енергија. Може да се употребуваат и кај стационарни и мобилни преносни уреди. Оваа горивна келија се напојува со водород како гориво и кислород од воздухот како оксидант. Составена е од анода и катода, кои се во електролит. Потопени електролитот механички ги одвојува протоните и електроните, дозволува премин само на протоните од едната до другата електрода, така што прави физичка бариера и физички ги одвојува. На крај, како крајен продукт, имаме електрична енергија што е генерирана од самиот процес, топлина и вода. Предности на горивните келии, тоа се производство на електрична енергија директно од хемиска енергија, потенцијално голема ефикасност има, особено како топлинска енергетска единица, можност за брзо полнење со донесување на гориво како водород, едноставни се, немаат никакви подвижни делови, тивки се при работа, имаат потенцијал за голема надежност и долготрајност на системот, еколошки чисти, практично нема непостојачки несакани продукти, како што се азотни и сулфурни оксиди. Недостатоци на горивните келии се високата цена, која што е главна бариера за имплементација на горивните келии во електричните и хибридно-електричните возила, достапност и складирањето на горивото. Водородното гориво има ниска волуменска густина и тешко е за складирање. Алтернативните други горива се тешки за директна употреба и често бараат дополнителна обработка за да се извади водородот, ниту да може понатака да се користи. Не се температурно компатибилни, осетливи се на надворешни загазувања, особено од материјалите кои се користат во нискотемпературните горивни келии, се ранливи на загазување на електантите и имаат проблеми со издржливоста. Типовите на горивни келии има неколку. Типот на горивната келија зависи од електролитот кој го користат. Има неколку типови на горивни келии, како што се полимерно електролизна мембранска горивна келија, алкална горивна келија на фосфорна киселина, горивна келија со течен јаглерод, горивна келија со цврст оксид. На следниот слайд е даден замајаc како еден од енергетски извори кој што може да биде искористен во хибридни и електрични возила. Замајаc ја складира енергијата во форма на кинетичка енергија
и количината на зачувана енергия зависно линеарна од моментот на инерција и од волната брзина. На следниот слайд има прикажано еден замаец кој е имплементиран во возило, како изгледа. Имаме пример доколку едно возило од 1000 кг се наоѓа на висина 500 метри, притом се вгради замаец што има кој е уствари диск со маса од 200 кг и радиус од 0,5 метри, док тоа возило се спушти до точката П, ќе постигне кинетичка енергија од 8020 джули, а потенцијалната енергија ќе биде 5 милиони джули. Со сите останати пресметки ќе има доволна енергија кинетичка складирана во замаецот, за да може исто тоа возило да го искачи истиот пат догоре. Зошто хибридни електрични возила? Поради тоа што се намалува потрошувачката на гориво во сообраќајот, има намалени емисии на штетни гасови, се заштедува прекупување на електрична енергија на гориво, значително намалени се трошоците за одржување на системот, постои резервна моќност во батериите, искористување на батериите во нивниот животен век, во нивно рециклирање. Како заклучок на крај, могу да кажам дека електричните и хибридни електричните возила се уште не се доволно навлезени во сообраќајот. Развивањето на новите технологии на енергетските извори ќе придонесе постепено да ги заменат возила со модерно сооборудување, а се складирањето на енергија од исклучително значење за остварување на транспортниот сектор, но и за остварување на одржливите енергетски сектори во глобална смисла.